Од понеделник до петок, од 7 до 10 часот. Утринска програма на Браво Радио. Заедно со Супермаркет Туш. Минатата година во месецот мај имавме задоволство на промоција на една многу интересна книга која што носеше наслов Готска жена. Но оваа година, значи за некаде околу една година и некој месец, повторно имаме задоволство да поразговараме со истата поетеса која што ни приреди задоволство да уживаме со Готска жена на овој пат. Во предвид доаѓаат љубовен филигран. Ја представувам мојата денешна гостинка, тоа е поетесата Даница Петровска. Добар ден и добро ни дојдовте. Добро утро, добар ден, поздрав до моите сограѓани и ете ме повторно тука со вас. Јас најавив дека минатата година во мај разговаравме за Готска жена. Тоа беше всушност ваша прва збирка песна поезија, така? Да. Веќе имаме задоволство да ја најавиме и втората, Љубовен филигран. Многу интересен наслов. Јас би започнала најпрвен зошто Љубовен филигран, што означува истото? Љубовниот филигран е склоп на една љубовна еротска поезија, каде што самиот наслов Љубовен филигран представува сплет на прекрасни љубовни песни. Па кога веќе ја откривме тематиката на оваа збирка песни, која што се уште значи не излезе во нема доживено своја промоција, таа е Да, се токму уште. така, таа е се уште мириса на свежи бои. И ако направиме компарација со минатата збирка поезија, со минатата ваша Готска жена, на вистина голема разлика, нема никакви додирни точки. Токму така, јас можам, јас сакам, јас умеам од она црното да влезам во белото. Овој пат влегов во Љубовен филигран. Одлично. Дали ви беше полесно во пишување на Готска жена или на Љубовен филигран? Тука не може човекот да каже дали е полесно или не. Тоа се сепак емоции. И во Готска жена имам своји емоции, како и во Готска жена, така и во Љубовниот филигран. Не ги делам емоциите, сепак тоа е еден дел од мене. Сепак тоа извира од мене. Овој пат се посветивте на љубовта. Токму така. Токму така. Нешто најубаво што може да се доживее. Љубовен филигран, кој ви помогна во издавање на оваа книга, во печатење, бидејќи тоа сега е најболното прашање. Токму така, со книгата се само финансирав. И знаете како стојат работиве. Тешко се болна точка. Тешко се доаѓа до спонзори, меѓутоа она што сака да се направи, ќе се направи. Сигурно од љубов. Исто така имав голема љубов да ја објавам овој Љубовен филигран во соработка со издавачката куќа Дата Песнопој од Битола, која води Илија Мерковски. Така да стапив во контакт за ова вака широка социјална страна Facebook, така се запознавме и така склопивме договор. И така дојде до соработка. Така, да. Инаку оваа книга колку страници бележи? Тој е 11 страници. Колку песни имаме внатре? 80 И сите се песни. со тематиката на љубовта. Токму така. И имам тука 2 рецензии од самиот Илија Мерковски и од прекрасната Ана. И така да од нив многу сум им благодарна што Излегува во пресред. Излегува пресред, да. Токму така. Интересна и насловната страница, јас ќе морам да ги кажам на нашите слушатели, бидејќи има некоја слика необична во вид на минјужи кои што спојуваат два дела од една пеперутка. Да. Тоа е Дали има некое свое символично значење? Тоа е една прекрасна пеперутка што е изработен од филигран.
Јас многу го ценам филигранот, оти е нешто посебно и затоа на некој начин мојата книга е љубовен филигран, сплет на љубовта. Филигран, самиот наслов ми даде идеја како сето тоа да го склопам и да биде љубовен филигран. И да доживее на своја целина. Токму така. Колку време ви требаше за да ја напишете ова збирка? Дали е тоа скромност или врлина, не знам. Меѓутоа, сите овие песни што се овдека се пишувани во период од 2011. Значи, еден годишен период. Меѓутоа, тука имам драги сочувани песни кои се, така да кажеме, постари. Не, песната никогаш не може да биде стара. Оние задржани кои ми биле многу драги. И ги имам ставено тука во... Значи, тука може да кажем едно 4 до 5 песни кои ми се посебно драги и ги имам сочувано и сплетени во љубовниот филигран. И дали знаеме кога љубовен филигран ќе доживее својата промоција? Книгата ја имам дадено во Центар за култура Трајко Прокопација. Значи сме во подготовки. Сме во подготовки. Сега се зависи до Центарот за култура. Јас имам желба или волја, може и од септември. Мене тоа не ми пречи, ни најмалку. Одлично. Сега значи не е достапна книгата до пошироките јавни маси? Не е достапна. По незината промоција ние ќе најавиме во Радио Браво каде и може да ја набават, да ја прочитат, да видат што значи љубовна поезија. Токму така. Даница, имаш нешто во предвид, некоја нова тематика, вака да не изненадиш, пошто од минатата година сега скокаме на една друга тема, па дали следната година да те очекувам во Радио Браво со нешто ново? Зошто да не? Во план сум. Сега план ко план може да се измрда, меѓутоа си го сакам Куманово, си го сакам мојот дијалект, си го сакам моето наречје, така да сакам да издадам и една поезија на кумановски дијалект. Интересно во секој случај. Да, кумановскиот дијалект е нешто посебен и за самото читање и за самото пишување. Еве ќе откриеме една мала тајна, таму каде што поезијата што е пишува на кумановскиот дијалект, претежно се однесува на старото време, кога љубовта била, како да кажам, онака почиста, во смисол платонска и поискрена љубов. Да. Така. Па ајде да очекуваме нешто и на кумановски дијалект, а сега вака за крај ќе може една песна? Што најмногу ви лежи на срце? Секако, книгата носи наслов по самата песна Љубовен филигран. Предпоставува дека таа ќе ја слушнеме. Така најмила ми беше, така најубав склоп за се она што престои во љубовниот филигран. Тогаш ќе започна љубовниот филигран. Љубовен филигран. Ти ги оживеа моите полумртви дланки на којунџија. Од младиот месец ќе ти направам сребрен филигран, а тој, воин, застанат во твоите коси, љубоморно те чува. Со трепет ти ткае на љубави нитки, сврзани во твоите очи. Низ сите изминати векови металот постоеше само за тебе. Се топеше, се калемеше, чекајќи да се родам со дарба за тебе. Во рацете звезди и месецот со златен невистински фустан ја коронисуваа твојата убавина, поклонувајќи се пред тебе. Јас итам да ти направам цветен филигран за твоето грло, а прстите болат од заострени агли да извејам и залепам. Мозаик од деноноќието ќе го вплетам врз твоите гради, а градите твои се брош љубовен во моите раце којунџиски. Кога зората зазорува со златни нишки, ќе ти извезам срма. Онаму од каде се буди светот, носам златни конци за прстен. Во мојот храм на љубов,
Божица на љубовта застана занемена, клекна покорно пред мојата љубов и раце на љубовен уметник. Благодарам за песната. Благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и на вас. И ви посакувам многу успехи да се видиме во многу скоро време со промоција. Благодарам.